Здраво, јас сум Маријан. Значи, ова ми е првото видео на YouTube поточно. Ќе се обидам во ова видео на кратко да кажам се за iPad тројката и на почеток само да ви кажам дека веднина ќе правиме клипови како овој, ќе отвараме ствари и ќе направиме некои ревјуз. Па би требало веднина да направиме ревју на некои графички понови, а може и во многу блиска иднина. Па да почнеме. Значи, ова е новиот iPad 3 од Apple. И како што знаете, ако ги имате гледано од другите модели како iPad 2 и првиот iPad, е навистина добар и многу се користи. Ова е, значи, тоа е тоа. Многу е потенок од другиот iPad, што го забележав веднаш. Ова е 16 гигабајтскиот модел. Инаку, како што реков, е многу потенок. И на предната страна истиот оригинален панел. Да продолжиме со другото. Во кутијата, значи, ги имаме стандардните делови како инструкциите Design by Apple и нештото што навистина ми се допаѓа кај овие ствари е Apple сликичките, кои што се навистина прекрасни. Или? Во пакетот друго доаѓа стандардниот полнеч и адаптер, кој е европската верзија. Значи, да, тоа е тоа. И да се навратиме на главното. Значи, овој iPad е новиот iPad 3. Вистина е добар, како што кажам на почеток, дизајнот е истиот, но сепак е многу потенок, да го вклучиме. Овој iPad-от, како што гледате, тука е се уште уклучен, на почетокот е се исто, но имаме добра опција за директно вклучување на галеријата на слики. Ова е стандардното Apple Menu, како што може да видите. Па, тука нема нешто многу променето, во принцип се е исто. Значи, ова е стандардниот iPad, 16 гигабајтската верзија, како што може да видите тука на софтверот. Софтверот iOS 5, но може да се направи апдейт iOS 6, но сега нема да направиме тоа, бидејќи мапите, морам да признам, се навистина фейл. Може во иднина ќе се подобрат, тоа зависи од нив. Ова е предната камера, како што ќе видите јас и телефонот, и другар ми кој држи телефонот. И задната камера, која навистина е извонредна, но не можете многу да забележите, бидејќи снимаме други ствари, работи. Малку е замаглена сликата поради тоа што се уште заштитата на уредот. Па, во принцип, тоа е се за овој iPad. Ќе продолжиме во иднина, како што реков, ќе правиме клипови за останати работи и во блиска иднина ќе продолжиме да правиме unboxing и се надеваме сега во брзо време ќе направиме unboxing на новата графичка. Тоа е се.